Почитуван колега Адеми, почитуван представник на делегацијата на Европска унија господине Бого, почитувани присутни, драги ученици и нивните едукатори. Мене ми е многу драго што денес имаме можност да продискутираме овде на една можеби од суштинските и многу значајни теми, а тоа е како да ја подобриме нашата медиумска писменост, нашата медиумска култура, поточно како подобро да препознаваме што се пласира во јавноста и на вистински начин да ги читаме, сознаваме и да ги доживуваме фактите и аргументите или неточните податоци што се пренесуваат. Јас ќе се обидам малку пошироко да предискутирам, но на почетокот да ви се извинам за нашето доцнење, бидејќи ние бевме тука на време, меѓутоа дававме изјави и ве молам да го прифатите она што моравме да го направиме, бидејќи оваа влада е позната по целосна транспарентност и отвореност кон медиумите и кон новинарите. Малку ќе продискутирам за некои факти и податоци кои што се значајни и кои што мислам дека полека ќе не донесат до темата за која што сме денеска тука. Всушност интернет револуцијата предизвика потреби од многу нешта во општествата да се коригираат, менуваат или да се прилагодат на новите времиња. Статистиката говори дека во Република Северна Македонија речиси 86% од домаќинствата користат интернет. Од нив 73% користат интернет секојдневно или речиси секој ден. И тоа ова се податоци, повторувам, од Државниот завод за статистика. Некои други анализи и истражувања релевантни говорат дека во нашата земја над 60% од граѓаните што се на возраст помеѓу 15 и 34 години интензивно се информираат преку интернет. Јас имам ќерка на 20 години и син на 13 години и едниот и другиот ми велат: тргни ни го телевизоров од соба, не ни треба. Џабе стои, имаме што друго да си ставиме во нашите соби. Не ги интересира она што нас ни беше кутијата преку која што се дознававме во времето кога растевме како повозрастни. Меѓутоа, овие податоци сега што ќе ги прочитам се многу сериозни и опоменувачки. Од оваа популација, 17% кога се информираат преку социјалните мрежи и медиуми, никогаш не ги проверуваат информациите што ги добиваат. 27% ретко. Ова е речиси никогаш. 39% понекогаш или читајте ретко. Вкупно 83% од оваа популација кога е на интернет и кога се информира, не обрнува внимание на содржината или не сака да провери дали е точна или не е точна, не навлегува во содржината, во фактите и аргументацијата. Евеа причината или една од причините зашто сме денеска овде заедно сите. Недоволна проверка на информации, незаинтересираност, немање желба, непрепознавање на аргументите, фактите, на сето она што не бомбардира секојдневно. Таа појава и сето она што таа појава го предизвикува, мораме да најдеме начин како да се обидеме, да им помогнеме на сите граѓани во оваа земја да ја детектираат и подобро да ја разбираат. Уште еден поразителен, исклучително поразителен факт има за состојбата во нашата земја, за тоа на кое ниво е препознавањето на информации на нашите граѓани или дезинформации. Ова е истражување на многу релевантна домашна организација која што е финансирана од меѓународни институции. Според тоа истражување, Македонија се наоѓа на дното од 34 земји по препознавањето на лажните вести и дезинформации. Ние сме убедливо последни, пред нас е Турција, па потоа е Албанија, Босна, Црна Гора, Бугарија, значи нашиот проблем е драматичен, но регионот има проблем исто така. Ова прашање е аларм кој што мораме веднаш да сватиме дека брзо треба да го третираме и многу брзо да реагираме. Притоа пред неколку дена имаше една многу интересна дебата, ја организираа телеком операторите во Македонија, тоа е една поширока меѓународна активност во која што се говореше за позитивните и негативните сегменти на интернетот како таков. Видете, ние мораме да ги вагаме работите, што позитивно, а што негативно ни носи оваа револуција која што уште трае и не знаеме до каде ќе се развива. Од една страна,
Интернетот значи брза комуникација, контакти, отвореност, пристапност, оневозможува режимски пристап на ниту една структура, бидејќи се информирате, дознавате работи, не може да ги контролирате информациите. Значи, заштита на слободата на говор, на изразување, на авторски права и секакви други права и вредности на човековите права и слободи. Од друга страна, интернетот, многу добро знаете сите, особено младите што се тука, може да значи радикализам, национализам, сигурно значи говор на омраза, тероризам, напади врз индивидуата, организација, секоја клетка, општеството, сојузи и така натаму. Што и да правиме? Мораме до максимум да ги заштитиме позитивните компоненти и вредности, а при тоа да се обидеме да најдеме начин се тоа на што е негативно и што ги таргетира граѓаните, ја разорува нивната психа, свест, доверба во институциите, да го на некој начин сведеме во некаква нормала. Лажните вести ги оценуваат не само овде кај нас, туку и во светот, како современо оружје за масовно уништување. Тие го таргетираат секого, секоја индивидуа, семејство, група на луѓе, група на пријатели, организација, општества, сојузи, држави, заедници. И тие се глобален проблем. Против тој глобален проблем сите држави наоѓаат начини како да се справат. Ние сме во тесна корелација со сите европски и светски стандарди, меѓутоа си имаме автентични ситуации кои што во нашата земја мораме да ги регулираме или да најдеме начин како да помогнеме да се намали оваа пенетрација на лагата која што секојдневно не бомбардира. Веќе не важи она вистина, стара изрека, на лагата и се кратки нозете. Напротив, неверојатно и се долги нозете на лагата. И тоа, она што особено загрижува е, кој се ги шири лажните вести. Не е коректно да ги обвиниме само медиумите и новинарите. Напротив, може би тие се најмалку виновни, лажни вести и дезинформации шири кој ќе стигне. Политичари, политички партии, политички субјекти, центри на моќ, бизнис сектор, секакви други структури во општеството, нема место, нема сегментот каде што нема извор на лажни информации. И сето тоа предизвикува еден хаос и комплетна недоверба на граѓаните, дури и во себе, и во својот начин на функционирање, а пред се во институциите на системот. Мораме да најдеме решенија. И тука сме да ги кажеме некои податоци и состојби. Колегата Деми по-конкретно ќе говори за образовниот систем, јас ќе кажам генерално покрај образованието во која насока се стремиме. Прво и основно ни е потребна масовна, сеопфатна општествена мобилизација. Ова не е прашање што ќе го реши една влада. Ова ќе трае. Ќе се модифицира. Ова е прашање кон кое што сите мораме да се вклучиме. Владата и државните институции, образовните институции, граѓанскиот сектор, медиумите, новинарите, новинарските здруженија и организации, сите заедно. И токму денеска ова е една од тие дебати, која што многу ми е драго што е вака масовно посетена, која што верувам уште повеќе ќе придонесе во следните чекори што ќе бидат преземени. До 2008 година, според моите информации до сегашни, на што до сега го сработивме, државните институции, поточно предходните влади, нешто сработеле на оваа тема, меѓутоа од 2008 година има некаков чуден застој или вакуум на активности поврзани со медиумската писменост. И токму затоа сега сакаме со вас отворено да продискутираме кој е најдобриот модел или модели како медиумската писменост, јас стално велам и медиумската култура, да ја внесеме во образовниот процес. Има различни модели и начини. Некаде е посебен предмет во образовниот процес, некаде провејува низ многу други образовни содржини. Меѓутоа, она за кое што сум убеден дека може да помогне покрај образованието, кое што е клучно, и затоа сте вие тука денеска, е посветеноста на државата, на владата и на нејзините институции. Да биде отворена, транспарентна и да ги дава навремените и точни информации на граѓаните. Не само на медиумите и на новинарите. Кон сите граѓани што имаат потреба од информации на владата. И оваа влада тоа го прави.
И не случајно по сите истражувања ние сме лидери во регионот од аспект на транспарентност и отвореност како влада. Ги поставуваме критериумите што секоја следна владеачка гарнитура нешто ќе не може да ги намали, туку ќе мора да ги надгради. Ова е начин како да се бориме со лагите или дезинформациите што се шират. На лагата ја спротивставивме вистината. Еден од клучните столбови на нашите политики. Целосна заштита на слободата на говорот и на слободата на изражување. Тука нема компромис. Тука нема дилеми. Не сме никогаш повеќе да се случи медиумите и новинарите да се под диктат, контрола, притисок, било кој да врши влијание врз нивната работа. Слободно општество, со слободни медиуми, со професионални новинари е гарант дека сите други активности што ги преземаме ќе имаат квалитетен резултат и ќе помогнат во едукацијата и во начинот на кој што населението ги доживува сите појави. И уште една работа, која што е многу битна, ние овде говориме денеска за една популација на луѓе што се претежно млади, многу ми е драго што ги гледам, меѓутоа ние мора да мислиме на сите наши граѓани. Образованието е еден сегмент, мора да најдеме начин како да допреме до повозрастните генерации, кои што не се дел од образовните процеси, како што велат моиве деца киснат на интернет. Или баба кисне на интернет. Значи, тамо е. И си има години колку што ги има, и си ги користи сите алатки што ги има на располагање, и едноставно мораме заеднички да допреме до секој сегмент на општеството, бидејќи во мозаикот секој ни е значаен. Слободата ја истакнувам до максимум, заштитата на слободата на новинарството и на медиумите до максимум, тоа е клучно во целата оваа работа. Посебно апелирам до сите образовни институции и високообразовните институции да посветат сериозно внимание на професијата новинар, затоа што поразителен е фактот дека во прва година, тамо каде што има вакви студии, се запишуваат помеѓу 3 и 4 студенти. Па ако немаме професионално новинарство, како ќе имаме квалитетна презентација и дистрибуција на информации? И дополнително, демократијата е многу кревка. Таа бара заштита постојана. И таа бара сите ние да сме будни, за да не им се случат некои непријатни работи. Ќе ви дадам два примера. Пред неколку дена простори информација дека во Русија стапува на сила контраверзен закон за ограничување на интернетот. И тоа се прави, и овој закон предвидува инсталирање опрема за контрола на интернет сообраќајот преку сервери во Русија. Значи, пенетрација во тоа ткиво, кое што е основата на слободата на изразување на говорот. Во тешките моменти на оваа земја во минатото, тамо беше јадрото каде што сите можевме да се изразиме и тоа ни помогна можеби да обстанеме. Второ, Кина. Одамна ги има блокирано Facebook, Twitter, Instagram и така натаму. Сега ја блокира и Википедија. Што говори ова? Оние општества, оние владеачки гарнитури, режими и системи, кои што не сакаат да има нормална слободумна мисла, прво ги ограничуваат јадрата на слободата. Во оваа наша земја тоа никогаш не смее да се дозволи. Ви благодарам и ви стојам на располагање за се понатаму. Поздрав до сите, колега Поповски, почитуван господине Феруче Бого од делегацијата на Европска унија, почитувани присутни на денешната дискусија, ученици, наставници, представници на граѓанскиот сектор, експерти од областа. Навистина ми е чест и задоволство денеска да присуствувам на денешната дискусија, бидејќи се работи за многу значајна тема и за националниот образовен систем, бидејќи пред се ова прашање може да се третира од образовен аспект. И кога зборуваме за образованието, секогаш е присутна дискусијата на квалитетот на знаењето кое го поседуваат нашите граѓани на национално ниво, но и на глобално ниво, каде сме ние, обемот на знаењето кое го поседуваат нашите граѓани и секако дека тоа зависи од поставеноста и структурната организираност на образовниот систем на одреден момент. Секогаш е актуелна темата дали нашите ученици
по стекнување на одреден степен на образование, мислат и размислуваат критички, дали се креативни и иновативни, дали имат добри информатички вештини, дали се настроени предприемнички и дали има доволна медиумска писменост. И тоа зависи од тоа што го нудиме ние како национален образовен систем. Кога зборуваме и за медиумската писменост. Дали е тоа доволно што ние го правиме досега? Сигурно дека не е доволно. Но владата на Република Северна Македонија е максимално посветена да имаме национален образовен систем кој е сеопфатен, кој постојано се надградува, бидејќи националниот образовен систем секогаш треба да се надградува, да се ажурира, да се инкорпорираат глобални текови и трендови на глобално ниво, но да се применуваат и на национално ниво. Ние секогаш треба да се споредуваме со резултатите кои се постигнуваат на глобално ниво, во светот. Нели учествуваме и во PISA, и во PIRLS, и во TIMSS, резултатите до сега ги знаеме, за жал воопшто не се добри, но затоа треба да креираме политики кои се базирани на анализи, на податоци, на истражувања, да предвидуваме и да усвоиме решенија кои се одржливи, кои ќе ја подобрат состојбата, иако не се популарни, не ни требат популистички решенија и политики, напротив, тие ќе создават огромна штета во националниот образовен систем, ако сме така настроени, и затоа можам да кажам дека за темата за која што дискутираме денеска и како сме заинтересирани за да се подобри ситуацијата. Знам дека и со меѓународните партнери сме дискутирале на повеќе наврати, имаме конкретни идеи, конкретни предлози за да се направи и анализа на тоа што го нуди националниот образовен систем, за да се направи детална анализа на наставните програми, кои се тие модули, кои се тие содржини и во колкав обем се тие, колкав е квалитетот нивен во третирање на ова тема и секако дали тоа што веќе е инкорпорирано во националниот образовен систем е доволно за да нашите деца, нашите најмили, нашите ученици да стекнуваат доволно способности, вештини, знаења, да препознаваат што е лажна вест, која вест е лажна вест, која вест е вистинска вест, а секако тоа е значајно за нас, како општество, како држава. Зошто? Бидејќи имајќи ги предвид медиумите, имаме значително поголем број на медиумите, нели, колега Поповски, разновидни медиуми и од медиумите, од информациите, од вестите кои нели се креираат, се дистрибуираат, се пласираат во јавноста, тие влијаат врз нашиот став кон одредени прашања. И затоа навистина сме заинтересирани да ја подобриме ситуацијата и секако дека не ми е срам кога ни треба поддршка, барам поддршка како министр за образование и наука и ќе тропнеме во вратите на нашите партнери, домашни, странски партнери, за да дојдеме до најдобрите решенија, за да се направи анализа детална од тоа што нудиме сега и секако дека отворено прашање е дали е доволно овие модули што ги имаме во постоечките наставни програми за да се добие квалитетна медиумска писменост, дали треба истиот пристап да се следи за да се прошират содржините квалитетно, но и од квантитативен аспект, или пак
да се предлага и да се предложи нов предмет во рамки на основното образование или во средното образование. Колешката Наташа ми вика не, ја сигурно дека има право, бидејќи често ја консултираме дел, речиси, и нашиот кабинет при конципирање, но не само конципирање на образовните политики, но и при имплементирање на образовните политики, УСАИД е наш долгогодишен партнер секако. И во ова насока треба да работиме. Јас ги охрабрувам сите наставници во основно и средно образование, професорите во високообразовните установи да продолжат со нивните напори, да посветат големо внимание на ова прашање и секако дека какви политики да градиме, ние ќе следиме инклузивен пристап со вклучување на граѓанските организации, со вклучување на самите медиуми, со вклучување на активисти, со вклучување на експерти. И до сега тоа е направено. И понатаму конкретно во образованието, во националниот образовен систем, што и да направиме, таков пристап ќе следиме, бидејќи само така ќе дојдеме до одржливи решенија, до решенија кои ќе вродат со плод. Затоа ни е неопходна ова дискусија и не само ова дискусија за да бидат решенијата одржливи. Секако треба да го слушаме гласот на секој граѓанин и на сите засегнати страни и мислам дека само така би имале успех во овој дел. Но наставниците заедно со семејствата на учениците најмногу влијаат во подигнување на свестата кај младите за одредени предизвици и за нивно надминување. Затоа велам дека и на ова прашање треба да им се посветиме, треба да посветиме внимание не само од институциите, туку од сите страни. И баш сум љубопитен денеска да слушаме дискусии, да разменуваме информации, анализи кои веќе се направени на национално ниво, но и на меѓународно ниво, но да бидеме запознаени и за искуства во другите земји како е пристапено кон подобрување на состојбите во националниот образовен систем кога говориме за темата медиумска писменост. Ви благодарам многу.